Поминаа точно 240 дена откако Светската здравствена организација прогласи пандемија од коронавирус. Во изминатиот период солидарноста и помошта од Европската унија, НАТО, Норвешка, Германија, Турција, Австрија, Кина, САД и други држави одиграа значајна улога за нашата држава да може полесно да се справи со COVID-19. НАТО донираше помош од 1,4 милиони евра, а помошта за Северна Македонија во справување со пандемијата од COVID-19 ја најави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Северна Македонија ќе добие пакет за помош од новите залихи на НАТО, 60 респиратори и друга итно потребна опрема во вредност од приближно 1,4 милиони евра, и тоа секако доаѓа дополнително на помошта и поддршката која што веќе ја имаме испорачано. Ова е солидарноста на НАТО на дело. Символ на оваа здравствена криза е солидарноста. Покажа сите земји помеѓу себе што значи да се помага, да се споделуваат искуства, знаење. Покажа што е вистинската вредност на сојузите во кои што сега сме ние практично равноправна членка. Дозволете да изразам голема благодарност до НАТО сојузот, посебно Соединетите Американски држави, кои од почетокот на кризата донираа и заштитна опрема и медицинска опрема, без која што навистина тешко ќе можевме да го менаџираме овој голем здравствен предизвик, оваа голема здравствена криза. Конкретно станува збор за донација на респираторни машини кои се користат за транспорт на пациентите во амбулантните возила од една болничка установа во друга, нешто што значено ќе го зајакне нашиот здравствен систем во овој сегмент. Ова е време кога солидарноста помеѓу луѓето, но и помеѓу државите и сојузниците е најважно. Мислам дека денеска се покажува дека повеќе никогаш нема да сме сами во борбата против било кој непријател, дали невидлив или видлив. Благодарност до секретаријатот на НАТО, благодарност до сите земји членки на НАТО, до нашите сојузници за оваа навремена помош и помош која што не е само символична. Ова е суштинска помош која ќе придонесе во зголемување на капацитетите на системот да се справува со оваа зло. Денеска можеме да видиме зошто беше многу важно Република Северна Македонија да стане членка на НАТО и да видиме како овој сојуз најмоќен на денешнината, воено-политички сојуз, значи солидарност не само на збор, туку солидарност на дела. Амбасадорката на САД, Кейт Мери Бърнс, предаде донација во јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Донацијата во вредност од 35.000 американски долари е наменета како поддршка за намалување на ширењето на COVID-19. This donation is intended to help prevent the spread of coronavirus and to help protect the employees and also the citizens whom these important public institutions serve. На сите ни е јасно дека само преку координиран пристап, солидарност и тесна соработка ќе ја добиеме оваа битка со многу опасниот коронавирус. Справувањето со предизвиците кои ги носи глобалната здравствена, економска и социјална криза предизвикана од COVID-19 е многу полесно кога знаете дека имате помош од вистински пријатели. Амбасадорката на САД донираше и на МВР. Целта на оваа донација е да обезбедиме сите овие сили да работат многу поефикасно и подобро да го сочуваат здравието и да помогнат на сите граѓани на земјата на кои што тоа им е потребно. Особено сум горда бидејќи оваа донација не представува опрема која што е наменета само во овие услови на COVID-19, туку таа треба долготрајно да им помогне на сите овие лица. Германската амбасадорка во Северна Македонија, Анке Холштајн, подпиша договори за донации на 4 болници во земјава во вредност од над 150.000 евра. Од почетокот на пандемијата со коронавирусот, Европската унија обезбеди итна медицинска помош за Северна Македонија во вредност од 4 милиони евра,
во која беа вклучени и многу потребните респиратори. Исто така Европската Унија обезбеди 160 милиони евра макрофинансиска помош во форма на долгорочни заеми со поволни стапки. Европската Унија е несомнено нашиот најголем донатор во кризата предизвикана од пандемијата и оваа видлива и конкретна помош дава чувство на сплотеност, солидарност и сигурност дека заедно ќе излеземе на крај од ова премрежје. Ние сме третирани речиси како да сме земја членка на Унијата во поглед на вклученост во механизмите и фондовите за справување со пандемијата од вирусот COVID-19. И тоа говори не само денешнава значајна донација во вистински момент од 12 нови респиратори, 5000 специјални заштитни маски за здравствените работници, туку и целокупната европска досега најавена и планирана помош, на која во оваа прилика би сакал конкретно да се осврнам. Последниот статус со донацијата од 66 милиони евра од страна на Европската Унија за справување на Северна Македонија со кризата со коронавирусот е следен. 4 милиони евра за итно неопходни медицински материјали, од кои првата испорака, која вклучува и многу потребни респиратори, е доставена денеска. 3 милиони евра директна поддршка за буџетот, процедурите се во тек и ќе биде трансферирана во наредните недели. 9 милиони евра директна поддршка за мали и средни предпријатија. 40 милиони евра распределба на фондови во моментов се финализира заедно со владата за помош на мали и средни предпријатија и мерки за активно вработување. 10 милиони евра алокација за можни здравствени и други итни потреби што може да се појават. Покрај оваа донација, делегацијата на Европската Унија заедно со други вклучени партнери е во процесот на подготвување на можно пренасочување на фондови од постоечките проекти кон итни мерки за закрепнување поврзани со кризата со COVID-19. ЕУ активираше различни механизми за понатамошна помош во управување со кризата со коронавирусот. Во средата Европската комисија предложи пред Советот на ЕУ и Европскиот парламент 160 милиони евра макрофинансиска помош за буџетот на земјата во форма на заеми за управување со фискалните последици од кризата. Северна Македонија има право да биде поврзана со Европскиот договор за јавни набавки за медицинска опрема и системот на ЕУ за брзо предупредување за заразни болести. ЕУ е во процес на ослободување на извозот на медицинска опрема за земјите од Западен Балкан, се разбира вклучувајќи не и нас. Како земја партнер, имавме можност да побараме поддршка од механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, што резултираше со испорака на генератори, шатори, тоа го направивме преку системот на цивилната заштита. Покрај поддршката што ја дава Европската Унија, билатерална помош беше обезбедена од многу земји членки на Европската Унија. Дозволете ми од името на сите македонски граѓани да упатам искрена благодарност до Европската Унија, што ја препознаа и ги поддржаа нашите напори за справување со овој заеднички глобален предизвик и благодарност што ни дадоа чувство на припадност кон тимот Европа. Турција достави на Северна Македонија помош во медицински материјали за справување со коронавирусот. Тука сме да ја примиме помошта од пријателска Турција, од турскиот народ, до македонскиот народ, до делот од турскиот народ што живее во Северна Македонија и сите други граѓани. Има една многу убава порака од пакетот помош што се состои од 50.000 маски, 1000 заштитни одела и 1000 тестови за COVID-19 од председателот на Турција Ердоган, кој што вели има многу надеж зад безнадежноста и има многу сонца зад темницата. Teşekkürler. Туркија. Teşekkürler Туркија. Турската агенција за соработка и координација ТИКА донираше помош за детските градинки и основни училишта во Северна Македонија. Секоја помош која што доаѓа во услови на пандемија е добре дојдена.
Од тука јас ја изразувам својата благодарност во името на Министерството за труд и социјална политика, на нашиот долгогодишен соработник, Агенцијата за соработка и координација ТИКА од Турција, за помошта која што денес ја примаме како Министерство, помош која што е преточена во бесконтактни топломери, меѓутоа и дезинфекциони средства, кои што ќе бидат распределени низ објектите во нашата земја. Ова е уште еден придонес за како безбедно да се носиме во оваа ситуација кога вирусот е присутен насекаде во светот. Кинескиот амбасадор во Македонија, Џанг Дзуо, донираше 310 таблети наменети за учениците кои немаат средства да ја следат онлайн наставата. Таблетите и беа донирани на општина Газибава. Меѓутоа, во текот на изминатиот период, од Кина пристигна и друг вид на помош. Ambassador. Hello, good evening. Hi, good evening. Thank you, at least online, and to send the words of appreciation and gratitude of my government and the citizens for this important donation. Битката против COVID-19 не надера да сме посвесни, дека сме во заедничка единица на човечката судбина. Кина и Северна Македонија, како и другите земји од Централна и Источна Европа, треба да направат порешителни напори и да работат заедно со поблиска координација и соработка. Треба да испратиме порака за партнерство, солидарност и взаемна помош, за да обезбедиме рана победа против COVID-19 заедно. Бугарски дипломати донираа медицинска опрема за Битолската болница. Во оваа прилика сакам да упатам голема благодарност и до амбасадата на Република Бугарија, меѓутоа и до конзулатот, генералниот конзулат што се наоѓа во нашиот град, за укажаната поддршка и за донацијата која што ни ја даваат и која што е исклучително значајна, особено заради тоа што клиничката болница во Битола регионално делува и затоа што докторите кои што се на првата линија заслужуваат да бидат најзаштитени. Она што е посебно значајно да го нагласиме во оваа прилика е дека станува збор за скафандери кои што имаат повеќе кратна употреба. И токму тоа го донесе новата технологија со која расте во соочувајќи се со овој проблем целото човештво. Во почетокот на пандемијата, во време кога имавме техничка влада, 4 домашни компании, Мега Куманово, Голден Арт, Акустик До и Гримак донираа 85 респиратори и 25 кислородни концентратори. Оваа криза со COVID-19 не научи на едно, а тоа е дека само преку пожртвуваност и посветеност, како што тоа го прават лекарите и медицинскиот персонал, и тоа за сите без да прашаат кои сме, какви сме, од каде доаѓаме, се бореа на првата борбена линија против овој непознат непријател. И второ, солидарноста на граѓаните и на компаниите, кои што на секаков можен начин допринесува што е можно полесно да го поминеме овој период. И токму преку таа посветеност и пожртвуваност се покажа дека институциите на системот функционираат безпрекорно во овој период. Ова се само дел од чекорите за облажување на социоекономската криза, која неминовно ја зафати и нашата земја. Нашиот главен град своевремено беше прогласен за град на солидарноста. Да се погрижиме да ја зачуваме барем таа репутација. Време за солидарност, а не за партиски препукувања.